Поезијата не е само раска емоција. Таа е многу поголема. Низ историјата ни се покажало дека поезијата опеала многу личности, многу настани. Таа многу пати била револуција, критика, чинител за менување на општествени норми. Современите автори со нивните стихови и со нивните мисли оставаат печат на денешницата, затоа што напишаниот збор трае вечно. Поезијата е, цитирам, идеален ентитет на постоењето, сумирано во етика, есенција, ентитет и етернита, вечност. Ке напиша писателката и поетеса Кристина Краличинин, нашата денешна гостинка. Добре ни дојдовте во Слободен печат. Благодарам на поканата, одлично се чувствувам и благодарам за прекрасната најава. Да, се обидов да напишам нешто не секојдневно, односно да ве најавам некако поинаку, затоа што кога наспроти мене имам еден уметник, чувствувам голема одговорност, бидејќи вие имате поинакви видици од обичниот човек, ќе кажам така. Зошто сте овде? Минатиот месец во Италија, односно во Сицилија, бевте дел од 10-то јубилејно издание на меѓународниот поетски конкурс Парнас, награда Анджело Ла Векија. Таму бевте наградена, кронисана со една титула, амбасадорка на Стародавната академија на Парнас за земјите на Балканот како признание за високата вредност на вашето поетско и литературно творештво. Ќе ни објасните ли каква е оваа титула, каква е оваа награда? Така, точно. Добро го пренесовте, сега добро и да го објасниме што точно тоа значи. Ова беше за време на конкурсот, односно настанот, кој што беше 10-то јубилејно издание на овој конкурс, Парназо, или Парнас кај нас, Анджело Ла Векија. Меѓутоа, самата титула не е наградата за конкурсот, тука тоа беше искористена можност, додека јас бев присутна таму, на конкурсот да ми се врачи тоа признание, би рекла, кое што не е само лично, тоа е и значајно за македонската поезија, за нашиот јазик и нашиот културен идентитет. Секако дека е голема чест да се биде амбасадор за земјите од Балканот на оваа стародавна или старовековна академија на Парнас, која што се наоѓа во градот Каникати во Сицилија, Италија. Самиот збор Парнас би сакала да го објаснам, бидејќи не верувам дека овде на нашиот народ му е познат Парнас, можеби на некој дан, не, меѓутоа доаѓа од грчката терминологија, митолошка планина во Грција, каде што се е дом на музите на уметноста и музиката. Токму метафорично е искористен овој термин од грчката митологија во Италија, Сицилија. Парнас значи врвно достигнување во литературата. Нешто што се наоѓа на врвот, во кое што учествуваат голем број на уметници, меѓу кои секако писатели. Академијата постои некое формално постоење од 1922 година, веќе втор век. Меѓутоа, од друга страна, има историски записи кои што се јавно достапни на големи поетски мислители, великани на перото, уште од 1500-600 година. Значи, таа најверојатно носела и друго име, друг назив на академијата. Не е класична образовна академија во која што се образувале, туку тоа е академија каде што членувале помали или поголеми аркади, така се нарекувале. И што била нивната цела, мене тоа посебно ми е значено за оваа титула, а тоа е дека тие на своевиден начин преку поезијата со доза на хумор и со доза на иронија ги кажувале сите мани во општеството што се наоѓале и во тоа време, што на некој начин се пресликуваат и во денешно време. Можеби сме поинаков општествен систем, модернизиран, но во секој случај горе-долу исто е начинот на критикување. Кога се гледал пат во моралните вредности или во етиката во човештвото, тие секако
тие големи великани на перото на свој начин го произнесувале тоа преку поезијата и не било само познато во Сицилија, нивното мислење и нивните реченици биле споделувани и на ниво на Италија, меѓутоа и во светот. А кои се тие луѓе кои што биле дел Аркади, членови на оваа академија? Јас како италијанист сум за време на моите студии сум учела, верувам дека и на нашата јавност се познати некои имиња како Луиджи Пирандело, Салваторе Квазимодо, Маринети и многу други. И за мене особена чест што ете имам вакво признание, кое што ќе значи многу повеќе од само поместување на границите од Сицилија кон Македонија и обратно, ќе кажеме и за тоа не е само физичка какво е врска. Значењето. Кажете ми, с оглед на тоа што ја добивате оваа титула, веднаш ми се наметнува прашањето како стигнувате вие до овој конкурс, дали ова е ваше прво појавување и представување таму, како тие слушнале за вас? Па, интернетот е сега секому достапен, нели? Како италијанист можеби ми е полесно да дојдам во допир со конкурс кој што е меѓународен во Италија и дефинитивно бидејќи тие страници, да речеме, или тие содржини на интернет јас ги следам и бидејќи ги следам многу лесно можам да допрам до нив. Иако верувам дека од страна делува далечно. Така. И верувам дека за пошироката јавност е непознат настан. Па да. Во својата бранша, да речеме во таа бранша, луѓето можеби им е познато, меѓутоа секако во светски рамки и ниеден жив човек не може да ги знае сите можни конкурси, нели? Но затоа важно е ова признание кое што ми беше доделено и кое што за мене ќе представува и својвидна мисија, затоа што ќе треба да ја представувам Македонија, но и Балканот во едно духовно, поетско и достоинствено светло. И тоа ми е едно од прашањата. Што всушност ќе значи оваа титула понатаму за вас? Дали е некаква посериозна одговорност? Како ја чувствувате од сега, од како веќе ја имате? Убедливо е сериозно и убедливо е одговорно. Македонската поезија станува видлива во европски контекст. Не дека и досега не била, секако дека била, меѓутоа ова признание само доловува дека македонската поезија вреди. Треба да се почитува, но истата треба и да се споделува понатаму во другите држави. Имено ова е своевидна културна дипломатија преку поезијата, ако можам така да се изразам, затоа што ова е значајно за регионот. Достоинствено да се пренесе литературата, културата и поетската мисла. Тоа значи дека не само вашата поезија, тоа значи дека ќе се залагате за целокупното мојата задача на некој начин е да направам регионален конкурс, тоа е и договорено со тамошната организација, кој што ќе биде регионален конкурс поетски, за да може да се шири таа убавина на поезијата, убавата поетска мисла и на тој начин преку тоа ќе се препознава Македонија ќе се врами во европската поетска мапа. Верувам дека, бидејќи се уште е рано, јас сум во подготовки, да можам да го најавам тоа како ќе изгледа, меѓутоа треба да очекуваме дека од следната година дефинитивно и овој регион, односно државите што се во Балканот, ќе имаат можност да учествуваат и да бидат дел од овој конкурс, кој што е меѓународен и на кој што учествуваат голем број на поети и писатели. Да речеме, досега имало учесници од голем број на држави. Јас имам сретнато и во 2023 кога за прв пат се запознав со овој конкурс, од Филипини, од Индонезија, од Африка има, од буквално сите страни на светот поезија. Краличен, дали вие сте првата македонка која што се појавила на оваа манифестација? Има еден локален конкурс кај нас кој што се организира и кој што има учествувано на овој настан и има, меѓутоа бидејќи не е во моја организација нема да проширувам повеќе. Има досега знам дека постојат поетеси и поети кои што се појавувале таму, меѓутоа ова е
преголемо признание. Меѓу другото, професорот кој што е организатор на овој свечен настан, меѓутоа на конкурсот, меѓутоа и пошироко се занимава со критика, со пишување на поезија и самиот тој. Во книгата која што е пред нас, Поезијата како идеален ентитет, има напишано своја рецензија. Премногу му значи тоа што се обидувам јас да ја поставам поезијата на едно високо морално скалило. Токму затоа искористив тие термини на етика, есенција, ентитети, етернита на италијански или вечност, 4 Е. И од неодамна беа и дел на радио подкаст. Ќе зборуваме малку подоцна, ќе зборуваме и за тоа какви се вашите впечатоци, вашите видувања во однос на тоа како таму се толкува и се перцепира и се пренесува поезијата. Ако ние ги имаме струшките вечери на поезијата веќе повеќе од 6 децении и други помали настани кои што се наменети за поезијата, сакам да ни го доловите моментот како вие, бидејќи не бевте еден ден во Италија, во Сицилија, знам дека поминавте подолг период, како ја доживеавте Италија, како во Италија се третира поезијата и во медиумите и воопшто. Може ли да направиме една паралела, дали нешто може би ќе ни донесете од таму за да ја воздигнеме и овде поезијата? Каков е вашиот впечаток? Како се третира овде, како се третира таму денес поезијата? Во Италија сум била повеќе пати, не само сега и многу поодамна. Италија секогаш плени со својата култура. Едноставно поезијата е како дел од нивната култура. Го гледаат како свој свет во кој што поетот може да се изрази слободно и може да изрази се што сака да постигне со поезијата. Приметувам дека премногу емоции се врзани во поезијата, премногу чувства се осеќаат преку зборовите кои што ги бираат во Италија. Има голем број на конкурси, се вреднува премногу, мислам дека кај нас не е тоа случај. Општо поезијата, мислам дека во овој регион секако има цена, меѓутоа во помали кругови. Ова е и начин како да се постави поезијата на едно повисоко скалило. Меѓу другото, пак ќе се навратам на признанието. Ова покажува дека малите култури не се мали по својата вредност, односно малите држави се големи по својата култура. Македонија го доловува и го докажува тоа со секоја објавена книга поезија. Одлично, да. Убаво кажавте, навраќајќи се назад во историјата, знаеме поезијата колку значела и колку била се присутна. Тоа било, да речеме, еден вид на забава на некој начин. Што мислите? Што треба да поправиме, еве вие како еден поет, како еден писател и како еден двигател во општеството со оглед на тоа што имате сега една таква титула? Што е она што треба да се направи за повторно публиката да се доближи до и да стане на некој начин и комерцијална? Можеме ли да ја искомерцијализираме поезијата? Треба да има повеќе ентузијасти како мене за поезијата. Јас пишувам во своето творешто, имам и белетристика, имам проза. До сега имам објавено 10 книги, од кои 5 се поезија, 5 се романи. Меѓутоа, творам постојано. Прозата секако е популарна, меѓутоа, поезијата мора да ја дадеме простор. Мора да ја дадеме поголем простор и во медиумите, да биде позастапена. Тие што сакаат поезија, што ја обожуваат, ај така да речеме, знам колкави страствени љубители се на убаво пишаниот збор во поезијата, затоа што таа носи со себе посебна енергија. Ова и претходно го имам кажано. Поезијата е пакувани реченици во мало пакување, но многу силни. Токму поради збиеноста, тоа исто како во физиката, нели? Ако ја збиеме масата, ќе има многу поголема енергија. Исто и со поезијата. Треба во многу малку стихови да кажете многу значајни работи за да допрете до читателот. Секогаш сум сметала дека литературата е мост на народите и културите, меѓутоа и мост помеѓу внатрешниот и надворешниот свет во човекот.
треба повеќе да читаме поезија како повеќе би ја разбрале незината суштина и незината порака. Знам дека преведувачите имаат одредени потешкоти при превод на поезија, затоа што не се доловува секогаш со буквален превод смислата на реченицата што поетот сакал да истакне. Токму поради таа збиеност, да речеме концентрација на изразот кај писателот, многу е тешко да се долови мислата, затоа што ако се преведе буквално, таа звучност што ја носи сама со себе, да не речам ритмика, не е песна, меѓутоа има рима, може да се изгуби, а со губењето поезијата веќе не станува поезија. Да, и не е истата песна, на некој начин се губи суштината. Но сепак, со добар превод имаме па нова слобода на изразување и допир до сите граници во светот. Што сакате вие да читате? Имате ли вие омилени автори, омилена песна? Практикувам кога пишувам, а во последно време пишувам многу, да не читам, затоа што читањето има и своевидно влијание, секако. Тоа е секогаш така и во мислата. Јас сакам она што ќе го изразам да биде оригинално од мене, така како што сум го замислила. И во пишувањето секој писател мислам дека има своевидна еволуција, тек на како ја движи мислата и размислувањето за тоа што треба да стави во еден текст, во едно четиво, кое што треба да биде јасно, но од друга страна и доволно софистицирано, не само за да биде разбирливо, туку да биде интересно и допадливо, така е, што е многу важно. Го држи читателот активен и заинтересиран за содржината. А додека преку содржината, секогаш сакам да донесам до, не би ги рекла директни мотивацијски реченици, меѓутоа сакам да имам позитивно влијание. Да не се свати ова сега како некое клише, меѓутоа сакам творештвото мое да има како еден вид на подарок кај секој читател, што ќе му остане и ќе го зачува во својата меморија, можеби некогаш ќе го искористи или пак ќе му влијае во некои животни можеби одлуки, од поголем степен ако зборуваме, или пак од помал степен едноставно ќе му остави добра меморија за добро прочитана книга. Во ваш стил филозофски ми одговоривте, но не ми одговоривте на прашањето, имате ли омилени автори? Автори имам. Омилени ми се старите автори, ако зборуваме веќе кога сме фокусирани на поезијата, старите автори убедливо. Аристотел секогаш ја потенцирал поезијата како кралица на уметноста и на литературата и мислам дека е токму тоа. Значи за поетиката, ако во денешно време тие книги се скратени, да речем, одредени извадоци имаат, меѓутоа ако некој успее да ја најде целосната книга и содржината за тоа, ќе види на кое ниво може да биде поезијата ставена. Инаку од локалните писатели имам премногу кои што ми се допаѓаат. Еве, ајде регионално да спомнеме, Мирослав Микантич ми е еден од омилените писатели литературни кои што пишуваат фантастична поезија. Споменавте и вие дека имате богато творештво, можете да се пофалите со десетина книги подпишани од вас. Како вие станавте писателка? Па, бидејќи сум италијанист, имам филолошки факултет и некако пишувањето ми беше секогаш дел од мене. Меѓутоа во различни формати. И во време на студиите јас работев во една телевизиска куќа од прилика 2 години, тогаш пишував, бидејќи премногу прилози пишував, иако тоа е сосема поинако пишување. После тоа поезијата ми е многу одамна, значи одамна имам составувано стихови, што од времето кога бев и во средно училиште, мојата песна беше одбрана за химна на средното училиште. Награди сум имала многу и во време на ученичките денови. Имаше одреден застој,
нели на пишување, меѓутоа и таму каде што работам и во редовно работно време, бидејќи јас имам и друга работа која што не се однесува само на литературата, имам простор каде што можам да креирам и да создавам, и таму имам премногу брошури и таков тип наводичи во друга сфера, меѓутоа сепак е пишувањето. Некако постојано ме прати од мали нозе, да речеме, па еве до ден денес, со тоа што во последните 6 години активно пишувам постојано се повеќе, бидејќи почувствував, да речеме пред едно 6 години, дека треба попрофесионално да се занимавам со пишувањето, не само да напишам и да остане нешто за мене или во мојата фиока, и сакав да го споделам тоа и пошироко со читателите. Се испостави дека вистина така требало да биде, бидејќи за, да речеме, ајде, краток временски период од овие неколку години активно пишување, најдов на многу добри критики од страна на читателите, дури и на луѓе кои што не живеат само во Македонија, бидејќи сега еве книгата е на италијански јазик, имам на англиски јазик. Наскоро во следната година ќе имам нова книга со GPM едициони во Италија, тоа е издавачка куќа, исто така поезија, која што ќе биде врзана со, тоа сум јас, современиот автор, меѓутоа и со еден класичен автор, која што издавачката куќа го бира, и тие поезии ќе бидат заедно ставени во една книга. Таа книга за 6 месеци од како ќе биде издадена, ќе треба да има и, така ни е по договорот, превод на француски и на германски јазик. Одлично. Мојот збор ќе допре и до светската јавност. Одлично, тоа е убаво да се слушне. Споменавте оваа книга е пишувана на италијански јазик. Полесно или потешко ви е да пишувате на друг јазик? Како се чувствувате во сопствената кожа кога пишувате на не мајчин јазик, и покрај тоа што тој јазик сте го изучувале, италијанскиот? Секако дека има одредени зборови, не можам сите зборови да ги познавам кога не е мајчин јазик, секој колку и да е добар во одреден јазик, колку и да го познава, не може да ги познава сите зборови. Познато е тоа дека италијанскиот јазик има огромен фонд на зборови, многу повеќе од нашиот. За поезија. И многу повеќе од нашиот, што во дадена мера тоа дава потешкоти при, да не речам преводот, меѓутоа кај нас ако имаме еден збор кој што се однесува на повеќе елементи, повеќе сегменти, кај нив за секој сегмент има различен збор. Да, тој е проблем на двосмисленост кој што се соочуваме често. Да, може и така да се каже. Кај нив буквално за секоја акција, секој дејство, предмет има многу повеќе избор. А самото тоа го прави богати во изразувањето, но од друга страна треба добро да се познава за да може да се пишува на тој јазик. Секако дека не е лесно и секако дека во дадени реченици нормално дека размислувам на мајчиниот јазик, па потоа ги пренесувам, но од она што го познавам во основите, бидејќи сепак сум италијанист, филолог, јас во голема мера се обидувам да творам и на италијански. И уште само за крај, имате 10 книги, еве која би ми ја препорачале на нашите гледачи? Која книга, ќе речеме сите нека ги прочитаат, но еве првично која ви паѓа на памет, која треба задолжително да се прочита книга од вас? Не би можела да издвојам, бидејќи секоја книга е посебно дете. За секоја книга... Со која да почнеме? Со секоја книга, сега некако би можела до некаде да дадам насоки. Поминато е голем временски период за да таа се создаде таква каква што е. Убедливо, за секоја книга е потребно и простор, не само време. Ја препрочитувам содржината, мислам дека и ова го имам спомнато во претходните интервјуа за други медиуми, па некаде можеби 60 пати пред да се дојде до конечниот финален текст на тоа што сакам да го постигнам. Не би знаела од аспект на, да речеме, повеќе да препорачам поезија или проза. Знам дека јавноста повеќе чита проза, да. секако романи.
Би ги препорачала сепак книгите поезија што ги имам објавено досега, Патот на душата по зборот што гори и Една ноќ на македонски јазик и Подарок за жената. Тие се тие три поезии. Има фантастични исклучителни мисли, да не излезе сега дека јас тоа го зборувам, меѓутоа мислам дека барем од она што сите јас земале поезијата, никој не бил разочаран да рече ова не е нешто што треба да се прочита или да се има во сопствената библиотека. Од друга страна, од романите се работи за една едиција, која што имам ставено како своевидна задача да ја завршам до 2030 година, не знам дали ќе биде исполнето, бидејќи се работи за опус од 14 романи. Првиот роман, Дното на моето небо, е вовет во романите. Тоа е едиција која што е врзана и не е врзана. Значи може да се читаат засебно? Да, може да се чита засебно, бидејќи е своевидна целина. Има различен жанр. Затоа не можам да ги издвојам, бидејќи секоја има истил секако на авторот, тоа е мојот личен печат во изразувањето, меѓутоа од друга страна различен жанр, различни ликови. Да речеме, првата книга Последното на моето небо, тоа е еден од Пред да се стемни, е авантуристички, со современи теми. Во сите книги има психологија, пред се главниот лик, и има голема филозофија на изразување. Може би тоа е и современ начин на изразување. Јас имам тенденција да користам многу емоции во описите, богати лирски описи да имаат книгите. Мислам дека тоа е, кога се чита книгата, треба да остави богатство во душата, внатре во нас. Токму затоа и се обидувам така да изгледаат книгите. Додека пак следната книга е трилер, која што има повеќе психолошки елементи на ликот кои проаѓа низ одредени проблеми. Нели, во секоја книга мора да, не само книга, и филмот е така, мора да постои некој заплет проблем и понатаму да има своевидно решение или не. Но ете, во тој различен жанр, за 2 недели излегува новиот од оваа едиција, новиот роман, Извештајот на Рената, кој што пак влегува во делот на крими романи и крвавата војна, односно војната на крвавите дијаманти во Африка. Одлично, ќе биде исто интересно. Јас се радувам што имав прилика да разговарам со вас. Верувам дека на нашата публика им беше интересен овој разговор. Го доближивме вашето творештво. Уште еднаш ви честитам за оваа титула. Со нетрпение очекуваме да видиме што и како ќе се развива поезијата во иднина благодарение на вас. Посакувам многу успех и благодарам што бевте дел од Слободен печат. И јас би се заблагодарила со една реченица, а тоа е читајте, бидејќи читањето е најтивката, но најсилната револуција во човекот. Благодарам многу, почитувани, ви благодарам и вам што не гледавте. Продолжете и понатаму да се информирате преку Слободен печат.